Во овој период од годината, освен липите, главен синоним за Скопје представува и Визер Скопскиот маратон, кој е рекреативна мамка за многу познати јавни личности. Политичари, музичари, амбасадори, нивни сопруги, како и многу странски учесници, кои во недела на 6 мај ќе одговорат на предизвиците маратон, полумаратон, штафетен маратон и трка на 5 метри. Еден од нив е и Петар Георгиевски Камиказа, кој на кејот на Вардар се подготвува за престојниот маратон. Тој од 2012 година е дел од ова рекреативно маратонско семејство. Но оваа година неговата улога во истиот ќе биде поинаква, односно надпреварувачкиот дух го заменува со мотивационен. Сите овие години претходни бркав резултат. Оваа година решив да бидам пейсер, тоа значи мотиватор на луѓе, кој ќе обедини една поголема група заедно со Блаже Цоневски, иначе човек кој има истрчано најмногу маратони и полумаратони во Македонија, за да ја оствара својата цел да истрчаат полумаратон по 2 часа. Со оглед на тоа што оваа година ќе има поинаква улога на маратонот, како пейсер, очекувањата пресметани се во часови и минути. Сам ти кажав дека јас сум пейсер, тоа подразбира дека јас ќе истрчам со сигурност за 1 час и 59 минути и некоја секунда. Од прилика за да влезам со што поголема група во целта. Преку трчањето може да се негува спортскиот и надпреварувачки дух, да ја зацврстите самодовербата, а инспирацијата за старт може да биде индивидуална. Сите луѓе почнуваат да трчат од разноразни причини, од разочараност во љубов до емотивен стрес, некои од помладите во наводници невести од климакс, некои од постарите од кенас од андропауза. Значи милионски причини постојат да почнете да трчате, но едно знам за сигурност дека сите што почнат да трчаат никогаш повеќе не се откажуваат, без разлика на болките во колената, во колковите, во злобовите, на тетивите, на се. Да се одговори на еден предизвик, прави да се навлече да одговорите на такви многу слични предизвици. Стартот Камиказа го имаше на Визер Скопскиот маратон. Пропатно поминува многу други метрополи. За мене најинтересно од се до сега биле маратоните 42 километра во Рим и во Њујорк. Значи Рим беше прв, Њујорк втор. Резултат најдобар што сум постигнал 1:40:11, мислам дека неповторливо е. Сите ние имаме некаква желба, јас сакав да ја бутнам таа граница под 1:40, не ми успеа до сега, се надевам дека нема да ми успее ни од сега. Друго се договоривме во 9 часот да се чекаме тука на стаза, значи ли дека овој термин е тој во кој што Петар излегува на стаза и така се подготвува? Еве сега еден краток совет. Овој термин во кој отприлика сега почнува маратонот. До сега беше многу ладно. И на сите оние им советувам бар овие неколку дена што се пред Скопскиот маратон да го привикна телото на оваа температура. Во 8:30 почнува Скопскиот маратон, но убаво е на оваа температура на која ќе трчаме во Скопје, ова пеколно и убаво Скопје, да го привикнеме телото на оваа температура. И оваа недела за сите е недела на последни припреми. Значи тука више не се прават резултати, тука треба телото да се обнови малце за сите да направат тоа што сакаат. А кога сме кај кеот, сликата која затекнавме не воодушеви. Купишта земја оставени покрај Вардар која шири непријатна миризба, а дел од патеката предвидена за пешачење и трчање е покриена со кал. Скопските маратонци очигледно ќе мора да изберат друга локација за нивните последни подготовки, или пак градските власти ќе мора да засукаат ракави. Но да се вратиме на Камиказа, што е со поддршката? Ќе ја има ли од членовите на Меморија, рамо до рамо или пак во публика со креативни транспаренти? Јас би сакал да е така, но за сега со сигурност знам дека мајка ми веќе традиционално секоја година ќе бензинска пумпа Карпош 3 ме чека со цвеќе. Таму се сликам со неа, застануваат повеќе тркачи. Сакувам многу успех на овој маратон, се надевам ќе бидеш мотиватор за многу луѓе и дека ќе успеете во онаа цел што имате зацртано и секако после маратонот ладно пиво се надевам. Ладно пиво и пица голема. Годините ништо не ви можат кога имате добра мотивација и цврста цел, а Камиказа тоа го има. Па и затоа успехот му е загарантиран.